Денеска навистина на многу професионален начин докторот образложи како настапила смрт. Имено на многу јасен начин наведе дека постоеле 3 повреди, од кои што двете повреди во предел на левата и десната очна регија, а третата била во делот на задниот дел на главата. Не може со точна сигурност да потврди која од тие 3 повреди била смртоносна, но она што може сигурно да потврди е дека останатите повреди кои што според него се уште 3 во пределот на телото и градниот кош се повреди во вид на хематоми и црвенило кои што се класифицираат како телесни повреди со незагрозувачка витална функција на самите органи. Тоа го појасни на многу јасен и професионален начин и со ова можеме да дојдеме до една слика дека навистина не може да стане ниту збор за вакво тешко кривично дело како што е поставено обвинението. За подсетување е и дека во писмениот извештај на вештачењето докторот и докторскиот тим наведуваат дека станува збор за тешки телесни повреди. Ама докторот рече дека повредите во главата биле фатални. Значи докторот, повторувам, на многу јасен и професионален начин образложи дека не може да се каже кој од 3 повреди е смртоносна, но појасни дека тие се класифицираат како тешки телесни повреди. Значи тешки телесни повреди кои што во моментот довеле до ситуација каде што бил пренесен на лекување сега за жал починатиот Никола Саздовски. Но повторувам, при изработката на тој писмен извештај на вештачењето, како што наведе, вештачењето е составено од 2 елемента или 2 компоненти, а тоа е наод и обсервација на сите докази и мислење и заклучок кој што го даваат тие што го изработуваат. Во конкретнава ситуација, докторот потврди дека при доставување на материјалните докази од јавното обвинителство не биле доставени 2 исказа на сведоците очевици, повторувам, а тоа е Катерина Николовска и Меле Алексовски, кои што биле дадени на 10.7.2018 година во просториите на основното јавно обвинителство, а наредбата за изработка на тој писмен извештај на вештачење е дадена на 13.7.2018.